Министерството за финансии крие и извртува податоци, реагира техничката заменик министерка Гордана Димитриевска-Кочовска, која уште на почеток е разошарана од обструкциите со кои се соочува. Таа ја потврди информацијата дека на вработените им било забрането директно да одговараат на нејзините мејлови и барања за увид во документацијата. Секој одговор вели требало претходно да биде одобрен од кабинетот на Нина Ангеловска. Крајно сум разочарана од ваквиот однос кој што го покажа кабинетот кон мене. Имено, согласно членот 49 од Законот за влада, јасно е кажано кои се должностите, односно и правата на дополнителниот заменик министер. Таму јасно е наведено дека од денот на именување на дополнителниот заменик министер има непречено право да ги гледа документите и актите, извештаите, соопштенијата кои што ги добива и министерот за финансии. Димитриевска-Кочовска се сомнева дека мотивот за криење на податоците било ланското прибирање за близу 25% помалку пари од даноци во однос на планираното. Тој податок според неа е индикатор дека економијата стагнира, а бизнис амбиентот е неповолен. Во меѓувреме министерката за финансии Нина Ангеловска рече дека било лажна вест, оти има забрана за комуникација на вработените со дополнителната заменик министерка. Вели дека целта била политичко поентирање. Не се работи за никаква забрана и дека обидот за да мејл испратен од кабинет во кој што се содржи процедура за работа и комуникација се представи од страна одредени медиуми како некоја си завера, за мене не е ништо повеќе освен политичко поентирање. Јас сум дојдена на оваа позиција пред 4 месеци без никаков багаж. Немам ни црвени, ни розови, ни црни наочари и немам што да кријам. Претходно дополнителната заменик министерка рече дека веројатно има причина зошто нешто се крие. Ја обвини власта за лошото буџетско планирање, поради што државата била приморана дополнително да ги задолжува граѓаните.